Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарци. И денеска ќе бидеме повторно заедно. Верувам дека содржините што ги приготвиме за вас ќе ви бидат интересни. Ова емисија, како вообичаено, започнуваме со неколку библиски текстови или со убави мисли за надежта. Денеска ќе зборуваме за надежта кога се ќе падне во животот, Бог останува. Читаме во книгата на Јов, 19 глава, во 25 стих. Јов вели: зашто знам дека е жив мојот откупител. Кога Јов го изгубил се оно што го имал, семејството, здравјето, пријателите, тој не ја изгубил надежта во Бога. Нашата вера не зависи од тоа што го гледаме, туку од кого и во кого веруваме. Христос е жив и затоа има надеж и во најтемниот час. Навистина, интересна историјата за Јов. Бил најбогат човек на исток. Меѓутоа, во еден миг губи се. Првин децата, стоката, имањето, најпосле здравјето. Но тој не ја изгубил надежта и во тие тешки моменти. Тој докажал и на сатаната, тој докажал и на луѓето дека не му служил на Бога од корист, туку од љубов и од вера. Исто така би ја спомнал и надежта на Ное. Тој имал верба во Божето ветување. Бог му рекол: прави ковчег, брод, 120 години. Доаѓале луѓе, го исмејувале, му се подсмевале, го правеле дека е ненормален, дека е пијан и така натаму. Но ве што запишал апостол Павле во Евреите 11:7. Со вера Ное изгради ковчег за спасение на своето семејство. Ное градил ковчег кога дожд не постоел. Надежта се подпирала на Божето ветување, не на човечката логика. Луѓето логички размислували, биле во право. Дотогаш немало дождови, немало такво наводнение. А тој правил брод горе на брдо. И затоа луѓето биле изненадени. Ајде да правил брод тука некаде близу море или некој езеро, па да дојде некој наводнение, вода и да се крене бродот, односно да плови. Меѓутоа, Ное го прифатил она што Господ го кажал. Значи, надежта на Ное се подпирала на Божето ветување, не на човечката логика. Кога светот се кога светот се сомнева, значи во она што Бог го ветил, верникот треба да гради и да се подпира на Бога, затоа што Бог секојаш го исполнува своето слово и своето ветување. Нека и овој ден, почитувани гледачи, кој е пред нас, нашата надежда се подпира на Божите ветувања. Понекогаш нашата логика едно зборува, а Божите ветувања зборуваат другчие. И затоа да го прифатиме оно што Бог го кажува, зашто Бог никогаш не може да се излаже, Бог никогаш не греши, Бог никогаш не отстапува од оно што тој го ветил. Нека Бог биде извор и денеска на нашата надеж. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Бога би
Земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, разделби кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Ке појдам јас во тој дом на радоста. Не судете за да не ви се суди. Глава 7. Не судете за да не бидете судени. Оти со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Со каква мерка мерите, со таква и ќе ви се мери. Зошто ја гледаш раската во окото на брата си, а гледата во своето око не ја чувствуваш? Или, како ќе кажеш на брата си, чекај да ти ја извадам раската од окото, а пак ете, во твоето око има греда. Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на брата си. Светињата не ја давајте на кучињата и не си го фрлајте бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и откако се повратат, да не ве раскинат. Сакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Зашто секој што сака, добива, и кој бара, наоѓа, и на оној што чука, ќе му се отвори. Има ли меѓу вас човек кој, ако му посака неговиот син лев, да му даде камен, и кога посака риба, да му даде змија? И така, ако вие, бидејќи лоши, умеете да им давате на своите чеда добри дарови, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Се она што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, оти тоа се законот и пророците. Влезете низ тесната врата, оти широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст и мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот, и малцина го наоѓаат. Пазете се од лажните пророци кои доаѓаат во овча кожа, а одвнатре се волци грабливи. По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грози од трње или смокви од чичка? Па така, секое добро дрво дава добри плодови,
а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, нити лошо дрво да дава добри плодови. Секое дрво што не дава добар плод го сечат и го фрлаат во оган. И така по нивните плодови ќе ги познаете. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, не во Твое ли име пророкуваме? И зар во Твое име бесови не изгонуваме? И не во Твое ли име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал. Бегајте од мене вие што правите незаконски дела. И така секој што ги слуша и исполнува овие мои зборови, ќе биде како благоразумен маж кој си направил куќа на камен. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, но таа не падна, оти беше изградена на камен. А секој што ги слуша овие мои зборови и не ги исполнува, прилега на човек глупав, кој си направил куќа на песок. И заврна дожд, и надојдоа реки, и дувнаа ветрови, и навалија на таа куќа, и таа падна, а паѓањето й беше страшно. И кога ги заврши овие зборови, народот се чудеше на неговото учење, зашто он ги поучуваше како оној кој има власт, а не како книжниците. Знак на нашата верност.
Некои луѓе без причина се сопнуваат на самиот прак од Библијата, затоа што им изгледа премногу тешко да поверуваат во незините први зборови. На почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Научниците сиот свој живот го поминуваат над микроскоп и телескоп, обидувајќи се да го решат прашањето на потеклото на нашиот свет и на Вселената. Тие се задлабочуваат во тајните на атомот и на вселенските маглини, додека вистината е постојано покрај нив. Им шепоти таа вистина. На почетокот Бог ги создаде. Колку повеќе размислуваме за Бога како Творец, се повеќе увидуваме дека нешто не е во ред со нашата верност кон Него. Божиот глас од Синај одекнува од почетокот на Библијата се до низините последни страници. Подајте му слава и поклонете му се на оној кој го создал небото и земјата, морето и водните извори. Откровение 14:7. До нас стои да послушаме. Божјата реч постојно го нагласува фактот дека Бог бара безусловна послушност, па сепак мнозина мисла дека е се едно кој ден во седмицата го одделуваат за одмор. Меѓутоа, почитувани, Библијата недвосмислено укажува на седмиот ден, на саботата, како на неприкосновен ден на Божјиот одмор. Некои сметат дека е важно да признаат еден ден во седмицата без оглед дали тоа е незинот прв или последен ден. Мнозина живеат во искрено уверување дека сите денови во седмицата се исти. Но иако секој ден трае 24 часа, никој не треба да мисли дека Творецот му препуштил на човекот сам да одредува кој ден ќе му го посвети нему. На Синајската гора Бог не само што рекол, туку и напишал. А седмиот ден е сабота Господова на твојот Бог, заради тоа Господ го благослови седмиот ден и го освети. 2 Мојсеева 20 глава 10-11. Од рајот до Синај поминале 2500 години, но заповета за празнувањето на седмиот ден не е изменета. Вистината за вера во Бога како Творец на небото и земјата се наоѓа единствено во заповета за празнување на саботата, седмиот ден во седмицата. Саботата е објавена како знак на почит кон Творецот од генерација во генерација, зашто сам Бог нагласил: држете ги саботите мои, зашто тоа е знак меѓу мене и вас од колено до колено, за да знаете дека јас сум Господ кој ви осветува. 2 Мојсеева 31:13. Божиот закон е огледало на Божјата волја, на која се огледува верноста на секого од нас. Зошто тогаш многу христијани кои инаку веруваат дека постои Творецот на небото и на земјата, не го држат едноставно Божјиот закон? Не ја празнуваат саботата, туку неделата, како знак на Божјото творештво не може да се промени. Историјата ни зборува дека саботата е заменета со недела по смртта на апостолите, верните чувари на чистата Христова наука. Ова промена настапила како резултат на широко распространетото застранување од вистината на Евангелието што ја учил Христос. Обичајот на празнувањето на неделата наместо саботата е наменет со закони наметнат со закони на црковните и цивилните власти, така што тој обичај дошол до нашите денови. Тоа е единствената причина што повеќето христијани и не знаејќи наместо Христовиот седми ден, саботата го празнуваат првиот неделата. Отврлајќи ја свесно или несвесно саботата на Творецот, мнозина не сваќа дека всушност со тоа го отврлаат својот Творец и Откупител Исус Христос. Милиони христијани се душевно незадоволни, празни, пренапрегнати и болни, само затоа што не им достига благословот на празнувањето на вистинскиот Божји ден за одмор. Оно што го создал човекот, знаел што е добро за него, но мнозина не знаат што е добро за самите нив. Бог знае дека на човекот му е потребен еден цел ден да помине во заедница со него. Јасно е дека Христос како Творец има свој ден. Преку пророкот Исаја тој саботата нарекол свој ден, свет ден Господов. Исаја 58:13. Верноста кон Исуса Христа подразбира празнување на неговиот свет ден.
Секоја нова сабота не подсетува на Божјата творечка сила, а празнувањето на саботата значи празнување на таа сила како активен фактор во нашиот живот. Како што Бог го посветил седмиот ден, така треба да прават и неговите поклоници. Саботата е гаранција за единството што го воспоставил Бог со нас, луѓето едноставно. Човекот и Бог имаат заеднички ден за одмор. Љубовта и почитувањето кон саботата се израз на љубовта и почитувањето кон Бога. Празнувањето на седмиот ден саботата е само продолжување на празнувањето на празникот со кој Бог го обележил крајот на создавањето на нашиот свет. Секогаш кога го празнуваме седмиот ден саботата, ние исповедаме вера дека за нашето постоење му должиме на Божјата сила, а не на некакви долготрајни природни процеси. Со празнувањето на седмичната сабота, ние му оддаваме фалба на Бога за мудрост и љубовта со кој не создал и како да зборуваме заедно со псалмистот. Ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни, мојата душа тоа добро го знае. Псалом 139:14. Без саботниот одмор не може да се измисли вистинскиот христијански живот. Саботата ги соединува телото и душата во една нераскинлива целина. Таа го одмара и го освежува целото човечко суштество. Без неа нема единство со Бога. Големите заблуди што ги притискаат денеска многу христијани произлегуваат од неразбирањето на вистинското значење на саботата како печат на Божјата творечка сила. Христос саботата ја сметал за свет ден, не само за време на својот живот додека бил овде, туку и во гробот. Кога е симнат од крстот и ставен гроб, тој ден беше петок и саботата веќе настапуваше, вели Лука 23:54. Како што починал по првото создавање на светот, Христос и во второто создавање на светот го завршил во шестиот ден и починал во седмиот. Празнувањето на саботата било доказ на Христовата верност и послушност кон Отецот. Светите часови на саботата го затекнале со скрстени раце во осамениот гроб. Дури жените миросници, а во саботата одморија според заповедта Лука 23:56. Со тоа на Христа му укажале најголема почест, зашто на Бога најголема чест и почит му укажуваме со послушноста на неговата волја. Саботата е миломирисно гранче на небесниот мир и на повторното соединување. Со Бога преку Исуса Христа, воспоставена од создавањето на светот, таа ќе трае вечно како и светот. Меѓу сегашноста и днината, додека сме се уште овде, саботата е надеж во обновувањето на златниот период која ќе настапи, која ќе се избрише се што беше рекол Бог преку устата, ќе се изврши се што Бог рекол преку устата на своите пророци од создавањето на светот, Дела 3:21. И на обновениот свет, од сабота во сабота ќе доаѓа секоја плод пред лицето мое да се поклони пред мене, вели Господ. Исаја 6:6-23. Srce moje večno
Еве полека дојдовме и до крајот на нашата денешна емисија. Почитувани гледачи, би сакали денес да ја понудам бесплатно секако Библијата на македонски јазик, Светото писмо, сите вие кои ја немате или сакате да подарите на некого, бидете слободни, пишете ни на нашата адреса, а ние ќе ви ја испратиме по пошта. А вие останатите кои сакате да изучувате Библијата, по дописен пат ви нудиме бесплатен онлайн библиски курс, значи за археологијата, за пророштвата, за верата и здравјето. Имаме дописна библиска школа за бракот, за семејството, значи слободно напишете bibliјатазборува.mk и ќе ви се отвори ова онлайн дописна библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги пријатели, драги гледачи, еве дојдовме и до крајот на ова наша денешна емисија која се емитува секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Ова емисија се снима и ќе може да ја побарате на нашиот YouTube канал и на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта, каде што ќе може да ја споделите ова емисија на ваши роднини или пријатели. Ми преостанува да ви се заблагодарам уште еднаш и да ви посакам убав ден, благословен ден. Нека Господ Исус Христос биде извор на нашата надеж и во деновите кои се пред нас. Останете со здрави и се гледаме во наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.